не се прославија. Значи, после власт секогаш е потешко да веројатно кога ќе поминеш во опозиција да Тоа е така. Да. Тоа е така, но имате нешто друго. Вие добивате период од 4 години во кој покажувате што треба и колку можете да направите. Добро, сега имаше само година и пол. Еве, вие присетете се на еден сериоз, ќе го тргнеме градот Скопје. Точно, меѓутоа не е само градот Скопје. Не, па затоа велам, освен ако тоа го тргнете, каде имате сериозен скандал со кој се земане? Да. Значи, дали треба да имаме сериозен скандал? Фактот дека нема, те покажува по инаков однос. Тоа ми е така, не би сакала сега да Не, окей, разговараме. Меѓутоа, едно знам, дека се она што го говори сега владачката партија, ВМРО ДПМН, низините кандидати за градоначалници и премиерот, во смисла ресет, не знам, вакви проекти, такви проекти, 4 години на локално ниво, тргнувајќи од градот Скопје, не видовме ништо спектакуларно, не само спектакуларно од толку градоначалници, туку, значи, не се помрдна, значи, ништо малку значено напред. И тоа ќе ви го кажат граѓаните во секоја општина. Тоа е видливо. Тоа е видливо. За разлика од градоначалниците, 16, колку што во моментот ги има СДСМ, не само што нема скандали, туку тие покажа и докажа како може да се раководи со општините, па дури и во овие година и пол дена, кога централната власт ја има друг, и да сега да излезат и да побараат повторно поддршка. Но не се согласувам, знаете каде не се согласувам кога рековте за Струмица, ни стои пример дека СДСМ се затвара. Не, СДСМ никогаш не била партија што се затвара. СДСМ секогаш била отворена партија и всушност мислам дека можда една од причините што СДСМ се низ годините во одредени периоди се соочувал и со некои фракции, па дел од нив станали политички партии, е токму демократското чувство кој што секој социјалдемократ го носи во себе, и тоа, значи, е спротивно на она што вие го кажувате. Ако некоја партија била отворена, погледнете ги само кандидатите за градоначалници и кандидатите за советници на СДСМ. Па тука имате вие доста луѓе кои што дел од нив воопшто не се членови на Социјалдемократскиот сојуз, а дел од нив се членови, но никогаш до сега немале некоја, да кажам, поактивна политичка или општествена улога. Така да, тоа не кореспондира со ова што го кажувате. Еве, јас да ви посакам секогаш да бидете така отворени како што велите вие, и да си ги уживате плодовите на таквата отвореност. Бидејќи толку сте отворени што луѓето излегуваат од таа отвореност. Знам е последниот пример. Па демократијата секогаш има цена. Да, има цена, да. Демократски беше начинот на кој Зоран Заев го смени уставот. Тоа е најдемократски начин. Така? Едната работа. Второ, ќе ми дозволите, ќе ми дозволите. Велите, толку се успешни. Сега кажете ми, каков бил односот на централната власт во овие година и пол кон тие градоначалници? Од СДСМ. Мислите на градоначалниците на СДСМ? Да, како бил односот? Па, имате... Веројатно сами ќе кажат, не знам. Они сами ќе кажат, но веќе и кажуваат и знаете како беше и со доделувањето на помошта за општините. Мислам, и во секоја општина, со проектите од секоја општина, оваа власт помагаше. Во овие година и пол колку. Што можеш? Да бе подсетам дека Социјалдемократскиот сојуз имаше такви со простување на долгови на дел од општините, со кои ги казни успешните општини, бидејќи тие не добија ништо. А Рачиново и начинот на кој се помогна Рачиново... Дали било доброто или не знам, имаше различен однос. Имаше. Јас токму ради различноста го кажувам. Не. Токму поради... Но на крај ќе се согласам со вас.
за успешноста на работата на тие градоначалници ќе кажат граѓаните Апсолутно. сега на овие избори. Апсолутно. И ќе видиме колку биле успешни, како раководеле со општините, така награда ќе добијат од граѓаните и гласачите. И тука нема ништо спорно. Ви уверувам дека СДСМ нема да има повеќе од 5-6 градоначалници. Добро, Тоа е тоа нај... сепак дел тоа е ваше Али тоа е мое. Знаете така. што, јас не велам дека ниту еден градоначалник на ВМРО ДПМН или некој совет немал проекти и немал успеси. Далеко од тоа. ВМРО е тој кој што цело време наративот вели дека се она што доаѓа од редовите на СДСМ е неспособно, корумпирано, дека не знае каде води, не знае како се владе. Значи, тоа е наратив на ВМРО ДПМН. Јас генерално сум против Тоа е генерализирање и јас така не разговарам. Јас не велам дека Јас не никој реков- во СДСМ Знаете, не вреди или тоа с краја да е. Јас знаете на Се кого разбираме, го така, се окей. Значи не викам дека тоа е вашиот наратив, но ќе се согласите дека таков наратив е присутен, што е многу опасно, бидејќи многу пати сум рекла. Не може да ги генерализираме работите и да кажеме криминална партија, криминална институција. Па како ќе градиме ние општество и држава и како ќе градиме доверба во тие и интегритет на тие институции? На ваков начин сигурно. Ниту една реформа не може да не спаси ако имаме ваков однос. А да, мора, ама со име и со презиме. Така е. Со факти, со докази и со име и презиме. Апсолутно се Така да, согласувам. за тоа дискутирам. Апсолутно дека Добро, барем и мислам локалните- дека бар ова што успеа во овие денови, бидејќи поради приватни проблеми бе малку оддалежен и од кампањата и од случувањата. Овие 2-3 дена гледам еден однос на премиерот Мицковски во насока на јасно прецизирање на нештата што мора да се сменат во државата ако сакаме напред. Не може никој да ме убеди дека со овакво судство и со овакво правосудство можеме напред. Бидејќи резултатите говорат поинаку. Супер. Значи, јас сакам да верувам на премиерот Мицковски дека една од клучните задачи и дека цврсто ќе се зафати. Ама, знаете зошто не верувам? Затоа што после година и пол дена ништо од реформите кои што се во реформската агенда значи, не е остварено. Имавме агенда, имаме патокази, до јуни месец требаше 6 закони веќе да бидат донесени. Тие не се ниту во владина, а камоли во собраниска процедура. Да ве вратам уште само малку поназад. Како да верувам? Имаше еден германски експерт кој дојде во оваа држава и даде препорка. Така е. Што реализираше СДСМ, бидејќи тие беа што реализираше А сега ќе од Не, само да ви кажам зошто таквите не. Дозволете само да се доискажам. Значи, за да барате од некого поинаков однос, треба сами да покажете дека сте подготовени за таков однос. СДСМ тоа не го покажа, но тоа не го ослободува премиерот Мицковски од она што е очекување на сите. Мора, едноставно, ако сакаме држава од нормален европски тип, мораме да го реформираме судството. Од Европската унија. Каде Министерството за правда? Имаме ли ние Министерство за правда? Дозволете. Имаме ли некој во Министерството за правда? Или само ќе ги разформираме групите работни, па ќе формираме нови? Чекайте да видиме. И ќе касниме. Не, видете. Како не доцниме, доцниме. Вака, еве ви еден пример. Албанија го имаше истиот проблем со правосудството и Европската унија советуваше да не го направат тоа на начин на кој го направија во Албанија. Да. Ви текнува тоа? Како не советувам? Одиш. Рама не ги послуша. Го направи тоа. Да. Сериозен напредок на тој план направи со ветингот на судиите, обвинителството и така натаму, направија напредок. Да. И Зоран Заев се правдаше дека поради Европа, бидејќи таа не дозволува на тој начин и така натаму. Имаше сериозни проблеми. Но ако Европската унија не беше заведена. Но ако вие слепо слушате бирократски барања од Европската унија, дека тоа дозволете. Дозволете.
дека тоа не смеете да го направите на тој начин. А нема друг начин. Ви морате да се пресметате, ама ја не, пак тука се согласам, не смееме да генерализираме. Но точно се знаат и обвинители, и судии, кои трпат или имаат сериозно политичко влијание и носат такви пресуди и обвиненија, ако сакате, и со тие морате да подсетам, раштистите. Бишеваc имаше од највисоко ниво од судскиот совет дека имало и бизнис притисоци, тука многу се лончињата. Ама сите ние помешани. затвараме Дали по оваа логика, затвараме не очи само пред тој под факт. прашање, по оваа логика дека не треба да се слушаат евробирократите. На избори... Не треба, не треба секогаш. Добро, да, не треба секогаш. разлика. Ветувањето на ВМРО беше на изборите лански дека ќе ги распуштат судскиот совет и обвинителството. Имаше реакција вистина од Европската комисија, им кажа како треба оценска мисија и така натаму сите, да. Да, требаше да не ги послуша сите Мицковски. Ќе видите што ќе се случува. Со задоснување ќе го реализира ветувањето, така? Ако немате поинаков начин, Не има. кажете. Спомена... Односно, зашто СДСМ не го направи ако имате Знаете таков што, начин? споменавте Албанија и ветингот. Значи, можеме да дискутираме дали требало, дали не требало. По мене, искрено, тогаш мислам дека требаше паралелно да се оди. И требаше со ветингот да тргнеме. Од кои причини не се тргна? Добро, но дали тоа значи дека ние ќе одиме само на персонални промени, без да го направиме тоа што знаеме и ние самите, нашите анализи. Има функционална анализа за состојбите во судството, која што покажува дека ние имаме многу повеќе судови, кои што не ни требаат. Имаме суди, има стандарди на колку жители, значи колку треба суди и колку судови. Дали таа функционална анализа треба да ја фрлиме? Таа е наша. Ние сме си ја направили. И ни кажува. Дали не треба да ги направиме реформите кои што се однесуваат за независен судски буџет, за значи, како се функционира, значи, за да видиме дали имаме ние дигитализација спроведено, а проектите се тука, дали новиот кривичен законник не е готов, дали новиот закон за судски совет и за совет и судски буџетски совет, кој што сите се согласивме, и позиција и опозиција, значи, буквално, и тоа е подпишано од страна на премиерот, дека ќе се оди со тие реформи, а сега нема ништо. Затоа јас не верувам, бидејќи јас само во персонална промена не верувам. И второ, рековте, точно се знаат и сега после избори, па ако ги знае премиерот Мицковски, ВМРО да помене институциите, МВР, ги знаат кои се тие корумпирани суди, обвинители, па зашто не се покранат обвиненија? Зошто? Мислам, кој ги спречува? Едно прашање пред тоа. Мислам, јас не можам, не сакам да ги генерализирам работите. Не генерализираме, затоа велам. Епа. Се ова што го кажувате. Но еве СДСМ беше 7 години на власт. Што направи од тие реформи? СДСМ, значи... До пред година и пол СДСМ беше... СДСМ направи дел од реформите. Го донесе кривичниот законник со кој го амнестираше го донесе практично... законот за судови, го донесе законот за судски совет, го донесе законот за спречување, целосно нов за спречување на корупција и судирни интереси и прв пат имавме избор на Државната комисија за спречување на корупција и судирни интереси на начин како што е сега. Па, значи, по тој терк се донесе целосно нов закон за спречување на дискриминација. Која година и комисијата. СДСМ да ве подсетам, му го овозможи на само да ве судство... подсетам, дали предходно имавме ние антикорупцијска комисија? Која година СДСМ како власт... Што сме направиле? Која година СДСМ како власт го обезбеди независноста на правосудството со независен судски буџет? Која година? Дали... Не, се уште немаме целосно независен судски буџет. Значи, вие точно знаете што треба да се направи, но кога не сте на власт, тоа го кажувате, ама кога сте, не го правите тоа. Значи, вака, јас секоја сум го кажувала тоа, и секоја што го кажувам. Јас лично за вас, јас зборам сега за партија. Не дека, меѓутоа, факт е дека не се направија сите работи што требаше се направат, но дека многу работи беа испорачани.
А овдека за година и пол дена немаме ништо. Имамо целосно толку добро испорачани што граѓаните Да. ја казнија СДСМ. Една од партиите демократски со која никогаш досега не ја казниле. Една од партиите ќе видиме како ВМРО ДПМН ќе помине на овие локални избори, дали толку ќе има гласови како што имаше претходно на парламентарните избори. Иако да ќе кажете парламентарни локални се различни. И вие тоа го знаете дека е така. Меѓутоа сепак има одредено влијание и се одредено. Ќе се го добијат одговорот дали ги исполниле очекувањата на граѓаните после година и пол, веројатно тоа и на некој начин ќе биде тест локалните избори. Јас апсолутно не гледам дека на некој на што на внатрешен план со нивото на инфлација, со афери, со корупции, значи афери од секој аспект. Да не зборувам трагедии, начинот на справувањето со трагедиите, тоа не сакам да го дискутирам. Но за надворешен план, за економија ќе дискутираме. Што е она што е испорачано? По делот на образование, тоа реформа каде? Тамо каде што застана СДСМ, тамо они не продолжија. Не продолжија. Значи, од прилика така доаѓа, да, еве на пример. Зашто господа Ванчева, само една прашање. Немојте, ве молам. Значи, фале и оваа година. Оценката треба да ја сведеме на ова. Тоа што го направи СДСМ за 7 години владење доби оценка седи кец од огромно множество граѓани во оваа држава. И тука нема аргумент. Јас разбирам дека вие окей, имате право и на застапување на социјалдемократските идеи, така не мисли ни мене многу далек. Тоа е тоа. Но оценката за тоа што го направија ја добија. Каква ќе биде оценката на ВМРО ДПМН? За нивното владење за 4 години ќе видиме. Има уште 2,5 години до парламентар. Знае, значи, кои беа клучните прашања за кои што СДСМ ја доби таа оценка и зошто граѓаните ја казнија. Зошто да, тоа ми беше прашањето господи Ванчева во тој контекст. Но јас само едно велам. Секои избори се посебни. Така е. Затоа и таа, секои избори се посебни. И не значи дека ако си освоил толку многу пратеници и толку гласови, дека можеш да си спиеш мирно и дека секои наредни избори си ги имаш гласачите. Не. Не е точно. И секој кој што мисли така, значи... Јас би сакал да ми верувате на зборот, би сакал СДСМ да има многу повеќе потенцијал од овој што го има во овој момент за добро на државата. На државата и треба силна опозиција. За жал, се плашам дека Социјалдемократскиот сојуз во периодот кој доаѓа дури нема да биде ни втората партија по гласови. Во период што иде. Памтете го овој збор. Знаете што... Не затоа што мене СДСМ ми се бендисува или не ми се тоа воопшто не е така. Зборувам за нешто што се случува во општеството. Тие размислувања апсолутно ги поддржувам, ама за жал не се размислувања на ВМРО ДПМН. Добро, за таа тема може да зборуваме по локалните избори да видиме какви резултати кои од партиите ќе... Тоа ќе биде првиот чекор кон ова што го говорам. Не, прашањето ми беше мене бидејќи зборевте за во делот на надворешната политика, претпоставам мислите за почетокот на преговорите со Европската унија, зошто вашиот лидер мораше да достави таа резолуција пред изборите, за да најбе дека ќе се разговара по изборите, не можеше да почека тоа? А јас прашам зошто би се чекало по изборите или да одиме по на матрица на премиерот Груевски со корупцијата, после изборите со реформите, после локалните избори. Бидејќи рековте не казнија ради тоа. Нас времето не гази. Да, добро. Нас времето не гази. И тоа по мене беше многу добро што пред локалните избори, значи пред почеток на кампања значи што тогаш беше подадена таа рака и таа резолуција. Како еден прозорец, како значи буквално подадена рака, дајте луѓе, имаме национален интерес на кој што треба, за кој што треба сите да се обединеме. Зошто така ВМРО ДПМН имаше таков однос и на тој начин реагираше, тоа е нивно, па сега граѓаните нека се надали добро СДСМ направил или не направил добро. Ќе видиме. Не, на Социјалдемократскиот сојуз му требаше некаква приказна и таа декларација не е ништо освен зборови на хартија кои се содржани во она што го направија до тогаш. Да, во заклучоците во парламентот изгласени. Тоа што го направија до поднесувањето на декларацијата
го гледаме како резултат на немање напредок. Бидејќи тие ја преминаа границата за која сега бараат црвени линии. Тие не видоа црвени линии, не видоа црвени линии. Ке ми дозволите. Добро знаете заклучоците изгласани во собрание што содржа и никош не е показано тоа. Така наречениот француски предлог зборува поинаку од тоа што вие го зборувате. СДСМ тогаш немаше црвени линии. Сега сака црвени линии. Па не е точно. Добро, тоа е ваше мислење. Мислам дека многу подиректно и почесно тие црвени линии неодамна за денот на востанието во обраќањето го кажа Мицковски. Односот на Бугарија кон македонците и Македонија мора да се смени. И тоа да го видиме на хартија. Се до тогаш ниту имаме право како граѓани и како луѓе да бараме понижување на овој народ, на неговата историја, на неговиот јазик, на неговата држава, ако сакате. А што ако правиме предвремени избори, ако денеска примерот Зашто да правиме? Па затоа што пред некој ден беше спомената како опција една од можностите за кој што ќе се разговара по изборите. Кој ја спомна таа премиерот опција? Мицковски. Премиерот Мицковски го спомена тоа. Дали е реално Малку поинаку сте да работиве. Денеска вели дека нема да има избори бидејќи да. Но сепак како и да е партиите на крајот се Прво да договараат. видиме кој ги бара тие предвремени избори. Ги бара опозицијата. Ги бара ДУИ. Да. Ги бара ДУИ. И тоа е проблем кој се однесува Имаме на само еден уште една сегмент минута, на бе, молам. нашето пација. Значи мораме да бидеме конкретни. СДСМ не бара предвремени избори затоа што знае дека во овој момент тоа би било како катастрофа за нив. Тоа е едната работа. Но односите во албанскиот камп, така наречениот албански кампус, се малку поинакви. Се малку поинакви. Дуи на сите начини настојува повторно да се врати на политичката сцена. Ако не, но сепак не би била причина само дека Дуи сака па мора да има избори, како да е. Како ова? Добро, тие го според легитимитетот на вреди, тоа е, да. Поред Ванчева само кратко, бидејќи ќе мораме за жал да одјавиме емисијата. Мислам дека има друга суштина прашањето за, мислам не знам дали ќе има предвремен, апсолутно тоа зависи Ако се договорат партиите, така е. Да, од ВМРО ДПМН се знае, распоредот на силите е тој, така да секој може да каже сакам, ама резултатот се знае. Сметате ли дека е време за предвремени избори? Еве, реално. Но во овој момент мислам дека имаме многу други работи што треба да ги решиме и се надевам дека ќе постигнеме барем некое ниво на национално единство, но доколку дојде до СДСМ мора да биде секоја политичка партија сериозна, мора да биде подготвена, опозицијска партија особено да биде подготвена за избори. И тука нема дилема. Но мислам дека тоа многу повеќе ќе зависи ВМРО, мислам дека не му беше изјавата која даде Мицковски, мислам дека свесно го кажа тоа и ја отвори вратата затоа што добро знае дека можно е да се појави како што веќе се појави проблемот со бадентерот, значи со гласање на реформски закони кои што бараат, мислам, двојно мнозинство и така натаму. Ќе говориме за тоа прашање, да. Тоа затоа што независно колку многу претеници имате, мислам нашиот устав и Значи тоа е дел од морам да одјавам емисијата. Само една реченица. Само една реченица. Јас први морам да кажам дека денеска во Сараево се случуваше еден настан кој јас мислам дека го привлече вниманието на целиот регион. Погребање Халид Бештич, еден уметник пејач, но исклучително голем човек пред се. И мислам дека неговото дело треба да биде пример како ние треба да се однесуваме кон сопствената држава, кон Република Македонија, каков однос треба да градиме меѓусебно, меѓу луѓето, да ја вратиме љубовта на сцена, довербата на сцена, честноста на сцена. И како да меѓу себе бидат добри соседите, да. И уште една посебна благодарност, благодарам што ќе ми го возможите, можам да им се заблагодарам на персоналот и лекарите на болницата 8 септември за исклучително професионалниот однос кој го покажа не само кон моето дете, туку кон сите пациенти кои јас бев сведок дојдоа истиот ден во таа болница. Тоа е нешто што бев изненаден. Сега знам дека во оваа држава има луѓе кои сакаат
Можат Секогаш и секогаш имало, се Секогаш согласувам. Ви благодарам, да. Но ова нека биде пример како треба да се однесуваме сите. Така. Ви благодарам, многу го надминавме малку времето, простете, Простете и вие, почитувани, ви благодарам што Благодарам не на следите. Благодарам.